Советот на Собранискиот канал во рамки на својата трета седница едногласно ги усвои годишниот план за содржината на програмите и финансиско-инвестициониот план за следната 2027 година. Одобрена е информацијата за дигитализација и достапност на видеозаписите од пленарните седници на Собранието од 1991 до 2026 година. Во годишниот план и програма за работата на Собранискиот канал се опфатени 13 програмски содржини што се емитуваат од ТВ студиото во зградата на Собранието, а кои ќе продолжат да се продуцираат и во наредниот период, вклучително со вестите што се емитуваат 3 пати дневно во текот на работната недела. Со новите годишни програма и план, пак се предвидува продукција на 4 нови емисии, како што образложи и претседателот на Советот на Собранискиот канал Јован Митрески. Во предложената годишна програма за содржината на програмите за 2027 година, покрај 8 серијали минатогодишни емисии, се предложени 3 нови емисии, тоа Белезите на регионите, што представува представување на спецификите на 6 изборни единици или региони во Република Северна Македонија од повеќе аспекти. Втората е Здраво млади или емисија за млади, која има за цел промоција и едукација на младите од различни области, и третата Собраниска ЕУ агенда, емисија за евроинтеграциите. Генералната секретарка на Собранието Марина Димовска го презентираше финансискиот и инвестиционен план за 2027 година, според кој вкупниот износ на планираните расходи и инвестиции изнесува 8 милиони и 650.000 денари. Планот за следната година е за 150.000 денари помало од претходната година, при што трошоците се намалени, а инвестициите зголемени. Финансискиот и инвестициониот план за 2027 година е изготвен врз основа на анализата на досегашното работење, тековните потреби и планираните активности, а се со цел обезбедување на стабилно и ефикасно функционирање на каналот и секако одржување на висок квалитет на програмските содржини. Вкупниот планиран буџет за 2027 година изнесува 8.650.000 денари. Едногласно беше донесена и информацијата за дигитализација и достапност на видеозаписите од пленарните седници на Собранието од 1991 до 2026 година. Целта на овој процес е да се овозможи дигитализација на вкупната архива на јавното предпријатие МРТВ и на Собранието за 10 претходни пратенички мандатни состави, која опфаќа околу 15.159 часови видеоматеријал. Видеоархивата од пленарните седници представува културно и институционално наследство од исклучително значење, бидејќи содржи автентични аудиовизуелни записи од законодавната работа и јавното делување на представничкиот дом, поради што незиното зачувување представува трајна институционална обврска.